вечер од Вашингтон, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. Во Соединетите Американски држави деновиве се одржуваат важни настани за Македонија. Денес е бизнес форумот во Калифорнија, во петок е во Чикаго, а во неколку американски градови се представува македонската филмска, музичка и ликовна уметност. Ние за ова ќе известуваме во нашите наредни емисии, а сега да видиме како мина посетата на Барак и Мишел Обама на Белата куќа. Со насмевка и ракување, 43-тиот председател на САД го поздрави човекот што ќе биде 44-тиот. Влегува во Белата куќа со сопругите и по неколку минути се појавија на ходникот што води кон овалната канцеларија. Разговорите беа приватни и дел од мирното примопредавање на власта. И двајцата ветуваат лесна транзиција. Ова е прес-секретарот на Белата куќа Дина Перино. Се разбира дека имаат различни политички ставови, но и двајцата подеднакво ја сакаат својата држава. Тоа е она што ќе ги води во патот напред. Ова е прв трансфер на власта во 4 децении што се случува во време кога државата е во војна. Според Алекс Бърнс од Politico.com, тоа е огромен предизвик за оној што доаѓа на функцијата врховен командант и прв приоритет е да се увери јавноста дека работата ќе биде завршена како треба. Но Обама победи заради загриженоста за економијата, заради што ќе мора да работи брзо на тој план. Ова беше прв пат новоизбраниот председател да влезе во овалната канцеларија, што од 20 јануари ќе биде негова канцеларија. Собранието на Македонија започна процедура за менување на составот на Државната изборна комисија со цел да се отстранат сомневањата дека власта има влијание. Повеќе за ова од Борјан Ивановски. Пратениците испочитуваа новата изборна регулатива. Почна процедурата за избор на нова државна изборна комисија која треба да ја понесе одговорноста престојните локални и председателски избори да се спроведат според европските стандарди. Ние како Социјалдемократски сојуз ќе предложиме лице кое што ќе биде преседател и кое што ќе си ја знае да си ја заврши работата онака како што треба. Изјави Цветанка Иванова од опозицијскиот Социјалдемократски сојуз на Македонија. Доверба во опозицијата изрази и представниците на владеачката ВМРО ДПМН. Сигурен сум дека политичките партии имаат доволен степен и на искуство и на политичка волја овој процес да го поминеме максимално конструктивно. Изјави Илија Димовски од владеачката ВМРО ДПМН. Измените во изборната регулатива следат по објавувањето на извештајот и препораките на ОПСИ и ОДИХР кои ги наблюдуваат изборните процеси во Македонија. Европската комисија во последниот извештај за напредокот на Македонија главните критики на сметка на државата ги сконцентрира на инцидентите кои се случија за време на последните парламентарни избори. Измените во изборната процедура така станаа битен критериум за отпочнување на преговори за членство во Европската унија. Денес во Соединетите Американски држави се одбележува Денот на ветераните. По тој повод Гласот на Америка направи разговор со последниот за кого се знае ветеранот Првата светска војна, која траеше од 1914 до 1918 година. Френк Бакелс има 107 години. Како млад војник во американската армија бил возач на амбулантно возило во Франција. Франција и САД беа сојузници во војната. Неодамна тој беше почестен во француската амбасада во Вашингтон. Жан-Мари Бокел, секретар за ветерански прашања на Франција, му го врачи највисокото признание за воена или цивилна служба на земјата, легијата на честа. Тој се пријавил во армијата на 16 години, барајќи авантура. Сакал да оди во првите борбени редови, но најпрвен бил испратен во Англија, каде бил возач за високи официјални лица. Секој ден нешто се случуваше, а јас бев таму, вели тој. Сцената за Првата светска војна беше поставена по распаѓањето на старите алијанси меѓу европските сили и трката за вооружување предводена од Германија. Војната започна со германската инвазија на Белгија. САД се држеа настрана до 1917-та. Сојузничките сили, предводени од Британија, Франција и САД, ги поразија силите на Оската, Германија, Австро-Унгарија и Отоманската империја, кои контролираа најголем дел од Југоисточна Европа, Блискиот Исток и Северна Африка. За време на војната повеќе од 9 милиони луѓе загинаа, а околу 20 милиони беа ранети. Животите ги загубија и околу 5 милиони цивили. По завршувањето на војната во 1918-та, Бакелс некој време останал во Европа и придружувал воени затвореници кои се враќале во Германија.
Иронично, за време на Втората светска војна, Баклс и самиот станал воен затвореник. Во 1941 работел на параброд кога Јапонија извршила инвазија врз Филипините. Тој бил заробен и минал 3 години во воен камп пред да биде ослободен од американските трупи. Во Вашингтон има многу споменици, вклучувајќи го и оној за борците во Втората светска војна, но нема национален споменик за оние кои служеле во Првата светска војна. Најблизу до оддавање национална почит е музеот на Првата светска војна во Канзас Сити, во Канзас. Првата светска војна заврши со мировен договор на денешен ден во 1918-та меѓу сојузничките сили и Германија. Френк Баклс никогаш нема да го заборави тој ден. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. До гледање.